Почитувани представници на медиумите, оваа пресконференција свикавме по однос на можните манипулации со бројката на невработени лица на централно и локално ниво. Еве докаде оди нелогичноста на информациите кои ни се на располагање. Според официјалните податоци од Агенција за вработување на Република Македонија, во декември 2006 година во Крива Паланка имало 6876 невработени лица. Во септември 2013 година таа бројка е намалена на 2998 невработени. Ова значи дека за 7 години во Крива Паланка се отвориле дури 3878 нови работни места. Ако сето ова е така, ги повикуваме надлежните да кажат каде и во кои фирми и фабрики се отвориле скоро 4000 кривопаланчани како што тврдат тие. Дали се тоа лицата кои ветија дека ќе ги вработат во индустриските капацитети кои не се отворија, или пак тоа се лицата кои едноставно се избришени од евиденцијата на невработени по разни основи. Или пак ова се лицата кои во меѓувреме се стекнаа со бугарски пасош и заминаа по светот за да запечелат корка леп. Реалната и единствена видлива инвестиција на власта во Крива Паланка сепак е таа што ќе се покаже како факт на првиот следен попис на население, а тоа е дека Крива Паланка за 20 на години со ова темпо и тендиција на миграција може да ја снема на географската карта. Почитувани, ниту се отворени нови капацитети, ниту па кривопаланичкото стопанство и бизнис секторот иседен и клекнат над колена од разни постојани контроли од УЈП кој трае со денови, може да продуцира нови работни места. Како за пример, само во последниот месец од бизнис секторот во Крива Паланка, по основ на различни казни се излечени над 40.000 евра. Крива Паланка со над 55% е рекордер по невработеност во североисточниот дел на Македонија и тоа е единствениот валиден факт и информација. Дури 60% од средношколците перспективата ја гледат надвор од Крива Паланка. Тоа е вистината која треба да ја прифатиме и која боли. Тоа е инвестицијата на оваа владеачка гарнитура. Токму затоа, наспроти сите овие манипулации и лотарии на власта, СДСМ како одговорна партија секој ден пред граѓаните излегува со конкретни и остварливи мерки за подобрување на животниот стандард. Затоа, ве покануваме јавно да присуствувате на 6.12.2013 во 19 часот во Домот на културата во Крива Паланка, кога лично од председателот Зоран Заев и неговиот тим ќе бидат презентирани предлог мерките со кои СДСМ е уверена дека ќе врати средната класа и достоинството на граѓаните во Македонија.